Добар ден на сите, мирдита, гюнајдан. Јас сум посебно почестен од гостопримството на Гостивар како општина, која е наша неодминлива дестинација на сите наши проектни мапи, се подразбира тоа. Гостивар е пример за многу позитивни нешта. Се разбира, Гостивар е исто така и општина со голем број предизвици, кои несомнено се дел од македонското секојдневие. Денеска сме тука, како што најавија колешките Билјана и Дијана, за да промовираме зелени вредности, социјална правда и антинационализам. Тоа се три изрази или три категории, три области кои Цивил во соработка и партнерство со Хајнрих Бел фондацијата од Германија, регионална канцеларија Сараево, ја работат веќе 5 или 6 години. Ние тоа што сакаме да го промовираме во јавноста и конечно и со овој зелен караван со кој почнавме во Скопје, втора дестинација е Гостивар, е тоа дека зелените вредности не подразбираат грижа за комуналната чистота. Или не го подразбираат само тоа. Грижата за комуналната чистота подразбира една поинаква констелација и контекстуализација. Грижата за зелените вредности подразбира пред се и над се грижа за човековите права и слободи, грижа за човековото достоинство. Бидејќи ја би сакал сега тука од овие 20 на луѓе што се присутни да прашам, нека крене рака некој што видел сиромашно семејство со соларен панел на покривот на нивната куќа. Не гледам крената рака, ако не се лажам. Соларен панел не може да стави сиромашно семејство на кровот, на покривот на својата куќа, затоа што може и покривот да им падне и често им прокиснува. Соларен панел чини некои пари, кои после некое време се отплаќаат. Меѓутоа, сиромашно семејство не може да го направи тоа, затоа што е сиромашно, затоа што тоа е голема инвестиција за просекот од семејствата во нашата земја. Дали во една општина каде што имате секојдневно тепачки на етничка основа, каде што имате промоција на омразата и поделбите по етничка или верска основа, дали можете да очекувате во таква општина, таа општина да биде функционална, да има чисти улици, да се грижи општината за чист воздух, за зеленило, за добро образование на децата, за добро здравство? Дали сте виделе некоја таква општина каде што секојдневно се тепаат младите по автобуси, по фудбалски стадиони или пак на улица, или пак по социјалните мрежи, а потоа да ја видите истата таа општина да просперира финансиски, здравствено, социјално, да биде чиста и здрава за живење, пожелна за живење? Дали може некој да ми посочи некоја таква општина? Во светот, не мора во Северна Македонија. Јас мислам дека повеќе од јасна алузија направив, повеќе од јасна споредба направив. Едно општество во кое нема социјална правда, каде што луѓето се сиромашни, каде што крпат крај со крај месецот, во едно општество каде што образованието не се грижи доволно за тоа да биде квалитетно за новите генерации, и во едно општество каде што владее говорот на омразата во медиумите и во социјалните мрежи, каде што владее насилство, кое често завршува и трагично меѓу младите, заради тоа што се поделени по етничка или верска основа, во тоа општество нема ни грижа за животната средина, тоа е само една обична фраза. Заради тоа Цивил веќе со години наназад се залага тие работи да се гледаат во единство. Зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот се трите поставки на тоа што ние го правиме во овој проект, и заради тоа сакаме денеска и овде во Гостивар да говориме на таа тема. И секогаш и секаде, каде и да одиме, ние зборуваме за тоа, дека не можете вие да кажете дека се грижите за животната средина, а при тоа да не водите сметка вашата заедница да не биде во хармонија со другите заедници и
да не се грижите што е можно повеќе да владее социјалната правда. Кога ќе кажеме социјална правда, тоа не значи само социјална правда, односно социјалата, социјалните случаи да бидат згрижени, тоа подразбира и добро образование, добро здравство, култура и така натаму. Квалитетот на живеењето да биде подобрен и искачен на повисоки нивоа. Тоа подразбира социјална правда. И тоа е неодвоив дел од тоа што подразбираат зелените вредности за кои ние се залагаме. Зелените вредности се секако компатибилни, односно се во заедништво со европските вредности. Само што на уште едно ниво повеќе ги искачуваат и вредностите кои се однесуваат на социјалната, меѓутоа и на еколошката правда, на грижата за животната средина, на одржливата енергија, одржливиот развој. Тоа е во суштина нашата идеја зошто сакаме да ги промовираме овие вредности, зошто сакаме тоа да го работиме и на локално ниво со повеќе општини. Господинот Таравари и досега покажал слух и разбирање за овие постановки, за овие ставови на Цивил и веруваме дека заеднички со администрацијата на Гостивар ќе успееме да го воспоставиме ова на ниво на редовно промовирање на зелените вредности токму во оваа смисла. Затоа што зелени вредности без антинационализам, односно зелени вредности од едната страна и националистички испади од другата страна не одат заедно во една општина. Едните треба да се исклучат, за да можеме да одиме напред, за да можеме да ја развиваме нашата земја, а со тоа и вашата општина овде.